Не ја злоупотребувајте темата со македонскиот јазик, зашто тоа може да ве чини членство во Европската унија и НАТО. Официјална Софија директно му се закани на македонскиот премиер. Изјавата на Заев од собраниската говорница дека македонскиот јазик сега ќе се изучува и во Грција, а преспанскиот договор не може никој да го оспорува, ги наути бугарските власти. Вице-премиерот Каракачанов му порачува дека нема да дозволат компромиси со бугарската историја, нарекувајќи го македонскиот јазик бугарски дијалект. Од договорот не произлегуваат правата кои Заев вештачки си ги препишува. Македонскиот јазик кој не е признат од никого не може да биде официјален на територијата на цела Северна Македонија. Овој термин е географско име кое ги вклучува тековните земји од Република Бугарија. Господинот Заев со оваа широчина утре може да побара употребениот сосема идентичен бугарски дијалект да се изучува како официјален странски јазик и кај нас. Ова е неприфатливо, ова е провокација. На иста линија и министерката за надворешни Захариева требало да бидат извршени трагите од перењето мозоци дека постојат македонци. Пред само неколку дена и Кодзијас му се налоти на Заев, па му порача дека ќе го потегнал за уши преку НАТО, Европската унија и Нимиц, ако останал министер за надворешни работи на Грција по ваквата изјава. Θα του τράβαγα τα αυτιά με όλους τους τρόπους, και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Νίμιτς. Ќе го потегнев за уши на сите начини, и од НАТО, и од Европската унија, и од Нимиц. Нимиц се активираше и добро направи и го потсети дека прекршува 2 точки од времената спогодба и од договорот од Преспа. Затоа кој јазик ќе се изучува во Грција е во наша надлежност, не е нивна работа. Треба да се промени и членот 49 од Уставот. За една недела речиси целиот политички врв на Грција му испрати пораки на Заев, па македонската влада мораше да се извини поради премиерот. Ова не е прво извинување од страна на македонската влада. Пред неколку месеци веднаш по Илинден, Борисов го искара Заев токму за илинденското востание. Ги оставам сите да ги премеруваат своите приказни. Тоа е на негова сметка. Без разлика дали го кажал тоа намерно или ненамерно, се оди на негова сметка, бидејќи кога станува збор за Европската унија, и ние мора исто така да дадеме согласност, а во тие моменти ќе се сетиме на тие работи. Мој совет е да се биде повнимателен. Премиерот Заев не почека ниту еден ден, па експресно на Facebook се обрати на пријателите во Бугарија. Некогаш можеби не сме доволно внимателни ние политичарите, некогаш правиме и грешки, но ве уверувам дека е тоа само невнимание, затоа што искрено сакаме соработка и пријателство, како што тоа го потпишавме во договорот за добрососедство и пријателство. Тогаш македонскиот премиер ги разгори реакциите на бугарските официјални лица, откако изјави дека илинденското востание е македонско.